Мина, каков впечаток имаш за првата сезона од проектот Македонија во срцете носиме? Што беше за тебе најзначајно од овој проект и од сите тие многубројни настапи и концерти широм Македонија? Пред се сакам да се заблагодарам на проектот Македонија во срцете носиме и на целиот тим кој што стои позади проектот, што воопшто ми дадоа прилика да бидам дел од него. Ете би го одвоила дружењето. Многу сум благодарна и што имав шанса да пеам рамо до рамо со наши многу познати македонски пејачи, од кои што навистина имам многу да се научи. Ама да, би го одбрала дружењето. Во тек е подготовката за втората сезона, најголем дел од песните се снимени, останува да се снимат уште заедничките песни, односно спотовите за нив. Како тече цела таа подготовка, каква е атмосферата и очекувањата за Македонија во срцете носиме 2? Атмосферата е препозитивна и искрено едва чекав да дојде до вториот дел од овој проект, затоа што имав едно прекрасно искуство со првиот дел. Можам да кажам дека е навистина голем предизвик да се препее една старомакедонска песна. Навистина треба многу да се потрудиш да оставиш свој трак, свој некој автентичен белег би рекла, за да допреш до слушателите. И навистина можам да кажам дека сум задоволна со мојот финален продукт кој што излезе пред неколку дена и сум бескрајно благодарна на целиот тим кој што стои позади него. Затоа што без нив немаше да изгледа и да звучи така како што изгледа и звучи. Предизвикот да се отпее стара македонска песна е особено голем за вас кои што сте дел од младата генерација, а сте вклучени во овој проект. Така е, јас, како што кажав, многу сум благодарна што добив воопшто прилика да бидам дел од овој проект и навистина беше предизвик затоа што претходно се имав појавено на македонската јавност со еден друг вид на песни и навистина беше предизвик, меѓутоа мислам дека успеав да го донесам предизвикот на едно ниво. Ти благодарам за разговорот и многу успех на сите следни настапи од втората сезона на Македонија во срцете носиме. Фала ви многу и ги чекам луѓето во што поголем број да не гледаат и да не слушаат и да се дружиме заедно.